Почитувани пријатели од Сарај, вечерва сме дојдени со единствена цел да ви се заблагодариме за огромниот ангажман што го направивте со собирањето на подписите. Вие сте дел од оние 10.600 храбри подписи кои што ги дадовте за само 1,5 ден и Сарај е една од општините кои што уште во првиот ден си ја исполни зададената обврска, а тоа е да собере најмалку 150 подписи, вие тоа го завршивте за само еден ден. Ние одлучивме да одиме на претседателските избори, затоа што сметаме дека е здраво за нашето членство. Прво ќе ни се афирмира партијата, второ ќе мобилизираме партијата за собирање на подписи, трето секоја вечер во извештаите ќе има што прави претседателскиот кандидат на Гром и четврто, тоа ќе биде добро и здраво за мобилизација на целото членство и за бројот на гласовите ќе влијае на парламентарните избори. Во оваа држава има две вистини. Едната ВМРО-вска, другата СДСМ-овска. Но нема правата вистина, а тоа е граѓанската вистина. Вистината на секој човек, на обичниот човек, без разлика на вероисповест, на етничка припадност, она што треба да го знае секој нормален граѓанин. Ете на таа вистина, на граѓанската вистина е представник господинот Зоран Поповски. Ние не сме за поделби, ние не сме за сеење на омраза, ние сме за соживот, ние сме за толеранција и со политичките конкуренти. Ние сакаме на овие избори да се надпреваруваме по тоа како ја гледаме Република Македонија после 4-5 години. Ние не сакаме да плукаме во далечина. Тоа ќе им го оставиме на ВМРО, ДПМН и СДСМ, тука си се неприкосновени во обвинувањата и кавгите. Ние сакаме да кажеме во поедини сегменти и претседателскиот кандидат, она што се негови уставни надлежности, како ја гледа Република Македонија после 5 години. Тоа ќе биде нашата цел, да имаме позитивна кампања и ред е. 345 дена слушаме караници, слушаме плукање, а нивна цел е и на СДСМ и на ВМРО ДПМН да ве наведат и да гласате против нешто, а не за нешто. Наша цел да гласате за, да гласате за програм, да гласате за визија, да гласате за оние кои што се свртени кон иднината. Ние, почитувани пријатели, оваа политичка партија е свртена кон иднината и ова е направена за овие млади луѓе што се овде, за нив е оваа партија. Господинот Зоран Поповски, ќе слушнете подоста неговата биографија, е успешен човек. Јас сум исто така успешен човек. Ние оваа партија за нас не ја правиме, ја правиме за овие млади луѓе и на сите оние кои што им треба шанса и кои што сакат да обезбедат среќна иднина за идните поколенија во Република Македонија. Тоа е нашата мисија. На Република Македонија и треба председател кој што ќе добиеме, кој што ќе одиме напред. Не ни требат нас председатели кои што ќе останеме на свое. Ни Ќар, ни Зијан, такви председатели не ни требат. На Република Македонија и треба председател со кој што ќе грабиме напред и кој што ќе превзема и ризик, кој што ќе превзема и ингеренции, кој што ќе покренува иницијативи и кој што ќе се бори во меѓународни размери да се афирмира Република Македонија, а не само да зборуваме, да трупаме празна сама, а од тоа да нема ефекти, нити граѓаните да не разберат, нити соговорниците, нити да ги имаме ефектите за државата, да чекаме да поминат 5 години, да се остварат привилегиите на председателот и да ни завршат 5-годишни мандати. Мене лично таков председател не ми треба, а се надевам дека и вас и на Република Македонија. Ете таков иницијативен, авангарден председател кој што ќе знае да удри и на масата, кај кого што јасно се знае дека нема теоретска шанса да се попушти за уставното име и дека нема компромис околу идентитетот и јазикот на македонците во Република Македонија и дека за Република Македонија треба да води сметка да има добрососедски односи, треба да се потруди само прашањето на името да остане единствен, изолиран проблем и да се доведе до абсурд и дека овој председателски кандидат ќе искочи и ќе им каже на тие од меѓународната заедница: извинете, највисокото цивилизацијско достигнување е да одиш на суд и да донесе судска
судска одлука. Не мислите валјда проблемите дека треба да ги решаваме со тенкови и со митралези. Затоа постојат судови, а тие судови сте ги формирале вие. Тоа е меѓународниот суд каде што Република Македонија доби пресуда со која што се вели дека ние сме во право и дека ние го заслужуваме да го носиме уставното име, и јас ви гарантирам дека овој претседателски кандидат во тоа нема да има компромис. А вие добро знаете кој во оваа наша држава е подготвен да се пазари, да витка кичми и така натаму. Епа, ние за такви кандидати нема теоретска шанса да дадеме поддршка. Сме исправени пред еден огромен предизвик. Ние сме веќе 22.000 армија на истомисленици. Ние за 18 сати собравме 10.600 подписи. Ние имаме 43 општински организации. Моторна сила на целата таа работа е човекот од десна страна и навистина мислам дека без него се ова денеска ќе беше една обична илузија. Така да јас навистина сум му благодарен за се што направил до сега и секогаш кога одите да разговарате со вашите роднини, пријатели, колеги, секогаш имајте го во предвид неговиот ангажман и неговиот начин на комуникација. Тотален фајтер, не признава величини, така ќе бидеме и ние како партија. Едноставно нема да дозволиме да бидеме нити марионета на власта, нити продолжена рака на опозицијата. На крајот ве повикувам во престојните неколку недели да бидеме активни. Ова што си го положивме колоквиумот при собирањето подписи, да си го завршиме со полагањето на испитот на 13 април, да си влеземе во вториот круг, а на 27 април на парламентарните избори во вториот круг да си ја земеме дипломата и да почнеме да бидеме главен фактор во Република Македонија на политичката сцена. Сакам да ве замолам да бидете отворени, да комуницирате. Јас ги оставам овдека моите податоци, имейл адреса, телефон. Доколку има интерес да посетуваме семејства каде што ќе се соберат повеќе луѓе, сакаме и таков начин да оствариме, затоа што за жал медиумите се затворени. Гледате, се крира атмосфера дека постојат само два кандидати на власта и опозицијата, сакајќи да не маргинализираат, плашејќи се од силата на граѓаните. Ние таа сила мора да ја ослободиме и се надевам на ваша поддршка. Здравје на 13 април да славиме. Да сте живи и здрави, па да се видиме зубаво.